Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ во Кочани, одржа митинг на кој лидерот на партијата Никола Груевски истакна дека на предстојните избори за 9 дена ги очекува голема референдумска победа, победа за иднината на Македонија и за народот во неа. Едната ВМРО и коалицијата која градеше, создаваше, која решава проблеми, која се грижи за сопствениот народ, која сака секому да помогне, која дава збор и го исполнува дадениот збор, која држи до зборот, која се грижи за државните и за националните интереси на Македонија. Опција која излегува со реална програма секогаш на избори, добро пресметана, добро прерачуната, добро обмислена и ја презентира пред граѓаните. Тоа е едната опција. Втората опција е она на СДСМ и на нивната коалиција. Опција која што шири деструкција, прави хаос, се здружува со разни криминално-разузнавачки структури за да дојде до власт. Не смета на поддршката на народот, туку на некој однадвор да ги донесе на власт. На митингот во Кочани Груевски се осврна и на фантомските гласови во избирачкиот список со кој, рече тој, цела година манипулираше СДСМ. Нивниот број од месец во месец беше различен, за да ДИК објави дека избирачкиот список е зголемен со 5000 гласачи. СДСМ за цело време го лажеше својот народ, рече Груевски. Со добивањето на 63 пратеници, Заев ќе се замине од политичката сцена и ќе ја добијат вистинската казна која ја заслужуваат, рече Груевски. Коалицијата со која што ВМРО ДПМНЕ настапува на овие избори е најголемата политичка коалиција формирана во Република Македонија. Овде сме собрани да упатиме порака до сите оние кои што имаат намера да се играат со судбината на македонците, дека на овој народ не му требаат празни политички говори, туку реални економски резултати, рече носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 Илија Димовски. Му требаат нови фабрики, му требаат нови инвестиции, нови патишта, гасоводи и нови работни места. Заради тоа што помина времето кога политичарите со празни зборови успеваа да се наметнат пред граѓаните. Денеска дојде време во кое што секој политичар пред да ја побара довербата од граѓаните мора да даде отчет за она што сработил досега. На митингот во Кочани пред граѓаните зборуваше и кандидатот за пратеник во изборната единица 3 од Кочани Иван Иванов. Кочани бара да се расчисти кризата и да се продолжи понатаму. Кочани сака влада која ќе ги нормализира состојбите и ќе го продолжи патот понатаму. На Кочани му треба влада која ќе продолжи со проектите кои се од корист на сите граѓани. Почитувани сограѓани, известно е дека на ВМРО ДПМНЕ ќе му биде предадена убедлива победа од страна на народот. Но никој од вас не смее да го потцени значењето на овие избори. Ниту еден од нас не смее да остане пасивен, апатичен, незаинтересиран. Не сега, не на овие историски избори. Не на изборите на кои Македонија е дадена на двојазична лицитација во замена за некој глас. Ова се избори на кои граѓаните на Кочани ќе отидат на гласање и ќе го дадат својот глас за број 1, за да ова биде најголемиот успех што може да се постигне. Своје обраќање пред присутните на митингот во Виница имаше и кандидатот за пратеник Магдалина Манаскова. ВМРО ДПМНЕ ќе победи во Виница. Во тоа нема сомнеш. Најголемата неизвестност на овие избори за нас во Виница е дали, например, во Истибања ќе имаме 600 или 700 гласови, а дали СДСМ ќе има 100 или 150 гласа. Тоа е неизбежно. Поентата, почитувани виничани, е да победиме со досега невидена разлика. Да победиме со 63 пратеници. Нашата изборна единица ќе ја донесе таа победа. 63 пратеници значи стабилен парламент. Стабилен парламент значи стабилна влада. А стабилна влада е гарант за реализација на изборната програма. И што е уште поважно, гарант за Македонија што оди напред.
гарант за унитарност и за уставен поредок, а не за двојазичност и за федерализација. На митингот во Кочани и Виница во име на коалиционите партнери зборуваа Неждет Мустафа од партијата на ромите и Стојан Миланов од Социјалистичката партија. На митингот своје обраќање имаше и Аксел Фишер од сестринската партија ЦДУ од Германија.